Вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Успехот што го постигнува армијата на Република Македонија не е само успех на Министерството и Генералштабот, туку и на секој припадник на секоја команда и единица. Овој успех е резултат на одговорноста, професионализмот, храброста и ентузијазмот на припадниците на армијата на Република Македонија. Ова го нагласи денеска на свеченото простројување на вработените пред зградата на Министерството за одбрана и на Генералштабот на Арама, началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал мајор Горан Чокотевски, по повод одбележувањето на 18 август, денот на армијата на Република Македонија. Никој нема право да посегне по угледот и рейтингот кој армијата ги ужива кај граѓаните на Република Македонија. Мултиетничкиот состав на Арама е придобивка која треба да ја негуваме и како таква од секој припадник на армијата бара граѓанска и мултиетничка одговорност, рече Котевски. Од двоена гледна точка истакна тој, додаваме максимум за НАТО ги постигнавме стандардите, ги подржуваме, соработуваме и ценети сме од партнерите и ние подвлече не можеме ништо повеќе да дадеме и направиме. Не се откажуваме од нашата стратегиска цел да постигнеме дел од воено-политичката алијанса, чија одлука не зависи само од воена, туку и од политичка елита, дециден беше генерал мајор Котевски. Според него, намалениот буџет во одбраната како резултат на економската криза директно влијае на стандардот на припадниците на армијата на Република Македонија и опременоста на армијата. Од 1 септември започнува собирањето и откупот на смрека. Од јавното предпријатие Македонски шуми информираат дека собирање може да вршат само регистрирани собирачи. Собирањето и откупот на модра смрека се одредува да започне на 1 септември 2013 и да трае до 15 ноември годинава. Пред овој датум забрането е собирање и откуп на модра смрека и ова дејствие ќе биде предмет на контрола и инспекција на овластените контролни органи според важечките законски одредби, се вели во соопштението од Македонски шуми. Собирањето може да го вршат само регистрирани собирачи кои имаат годишни дозволи за собирање на други шумски плодови за 2013 година, издадени од подружниците на ЈП Македонски шуми низ Република Македонија и кои модрата смрека ја предаваат во откупни пунктови на регистрирани откупувачи правни лица. Собирањето и откупот на модра смрека ќе биде директно под контрола на овластените органи, кои може да ги одземат собирачките дозволи од физички лица доколку се утврдат неправилности при собирањето и евидентни штети на популацијата на модра смрека од несоодветните начини на собирање, сечење гранки, оголување на стебла, собирање незрели плодови и друго, или пак откуп на незрели плодови модра смрека, собирање во несоодветна амбалажа и садови и несоодветно чување и складирање во откупните пунктови. Воедно собирањето може да се ограничи и забрани доколку собирачите предизвикуваат штети на животната средина, расфрлајќи отпадоци, сечејќи гранки и стебла од шумата и палејќи отворен оган на место на собирање. Пријавите за прекршителите на ова ограничување на собирањето и откупот можат да се достават до подружницата на ЈП Македонски шуми за да се превземат соодветни законски мерки против нив, се вели на крајот во соопштението од Македонски шуми. Во Македонија има работа за дефицитарните кадри, но тие заминуваат во странство за повисоки плати. Во Македонија има работа за дефицитарните кадри, но тие заминуваат во странство за повисоки плати. Македонија има недостиг од фармацевти, градежници, електромонтери и инсталатери, но и постоечкиот кадар од овие дејности заминува во странство за повисоки плати, соопшти Агенцијата за вработување на Република Македонија. Во државата исто така недостасуваат и школувани касапи за работа во месната индустрија, специјализирани работници за кожарската индустрија, како и молери, монтери, пекари, но и мајстори за текстилни машини. Како што констатира председателот на Организацијата на работодавачи на Македонија, економистот Ангел Димитров, некои од овие занимања воопшто и не постојат во нашиот образовен систем. Воедно работодавачите ја нагласуваат и потребата од вработување искусни работници со веќе стекнати дополнителни знаења и вештини, па предлагаат до Министерството за образование и наука средношколците кои ги учат дефицитарните занимања задолжително да имаат пракса.
Од друга страна пак веќе обучените кадри не сакаат да останат во државата и да работат за плата од 15.000 денари. Повеќето од нив, според податоците на Агенцијата за вработување, заминуваат во Германија и други западноевропски земји, каде што, како што велат тие, работат за далеку повисоки плати. Јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци ги известува жителите на Росуман дека утре, 18 август 2013 година, од 8 до 13 часот во дворот на Основното училиште Пере Тоше во рамките на кампањата за бесплатни прегледи ќе одржи акција за бесплатни прегледи за жителите на Росуман. На лице место ќе се прават базични лабораториски анализи, гликемија, холестерол, мерење крвен притисок, тежина и ЕКГ. Прегледите ќе ги врши тим од Јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци и Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Истовремено потенцираме дека со цел обезбедување на навремена информација за превентивните мерки до населението за топлотните бранови, продолжуваат бесплатните прегледи и на градскиот поштат од Кавадарци, велат од Здравствен дом Кавадарци. Полицијата во Неготино поднесе кривична пријава против СШ, 64 години, од Неготино, за сторено кривично дело облјуба врз немочно лице. На плоштадот во Неготино пријавениот вчера сретнал 32 годишно лице со пречки во развојот и го намамил да појде со него, давајќи му 60 денари пошто извршил облјуба над него. Во Трстеник се гради повеќе наменско спортско игралиште во дворот на училиштето. Градежните работи започнаа денеска, а покрај учениците игралиштето ќе можат да го користат сите млади кои сакаат да спортуваат, рече денеска градоначалникот на Росуман Стојан Челасов. По завршувањето на тендерската постапка од денеска се отпочна со изградба на спортско игралиште во дворот на училиштето во селото Трстеник. Игралиштето се гради со средства на Општинското основно училиште Пере Тошев од Росуман, а е наменето за одржување на настава по физичка култура, но и за спорт и рекреација на сите млади од селото. Денеска сме на почеток на работа на повеќе наменско игралиште за спорт, односно за мал фудбал и за баскет, значи од програмата и на училиштето и на општината, и сме на почетокот на работа. Тендерската постапка заврши со изградба на две игралишта, изработка на вакво игралиште од 400 метра квадратно, кој што ќе служи на учениците на Пере Тошев, но и на жителите, односно на младината во овие две населени места, се со цел да, како што почнавме и како што сакаме да тераме работа во општината со збогатување на спортскиот живот на младите луѓе во сите населени места. Игралиштето ќе биде сега избетонирано. Директорот на училиштето Зоранчо Јовановски е задоволен што навреме се започна со изградбата и во изјава за КТВ информира за неговите технички карактеристики. Една од предвидените активности на основното училиште Пере Тошев од Росуман е изградбата на две спортски повеќе наменски игралишта кои ќе бидат во склопот на училиштето, а воедно ќе служат и за учениците, а и пошироко за младината која вегетира во овој простор тук. Самите спортски игралишта се во површина две од по 400 метри квадратни, односно вкупно околу 800 метри квадратни, со финансиски средства од според тендерот кој беше спроведен и е завршен. Како што гледате, и самата изградба веќе започна во вредност од околу 900 нешто илјади денари. Започна описите на државните универзитети. На државните универзитети во Скопје, Битола и Охрид започна пријавувањето за запишување во прва година во академската 2013-2014 година. На Штипскиот универзитет рокот за запишување започна на 13 август и траеше до 15 август, а на Тетовскиот универзитет запишувањето ќе биде од 19 до 23 август.
На 5 јавни универзитети слободни се 25.624 места, од кои за редовни во државната квота 15.063, за редовни во квотата со кофинансирање на студиите 7.411 и за вонредни студенти 3.150 места. Кандидатите што ќе го пропуштат првиот рок за запишување на некои од факултетите во Скопје, Битола и Охрид, следниот рок е на 3 и 4 септември, а третиот уписен рок на 17 септември. За редовните во државната квота годишната партиципација е 200 евра, а за тие што ќе се ги кофинансираат студиите, цената за една студиска година е 400 евра. Цената на диспрезираните студиски програми останува иста како и претходните години и изнесува 100 евра годишно. Кадарот од природно-математичките и од техничките науки е дефицитарен и од Министерството за образование и наука апелираат кандидатите да размислат за овие правци затоа што ќе имаат повеќе можности за работа по дипломирањето. Општинското основно училиште Пере Тошев од Росуман заедно со подрачните училишта се подготвени за успешен старт на новата учебна година. Основното училиште е подготвено. Прво, во текот на летниот период се изврши варосување на сите училишта, заедно со централното и сите подрачни училишта, така да и овие другите завршни работи околу уредувањето на средувањето на самите простории кои се во тек, и сметам дека до крајот на овој август месец подготвени ќе го дочекаме стартот на новата учебна година. Во наредниот период Македонија ја очекуваат пониски температури. Сончево и топло ќе биде до крајот на август и септември. Според синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи, повеќе не се очекуваат екстремно високи температури, поради кои во регионите би се прогласувале жолти или портокалови аларми. Температурите ќе бидат пријатни и ќе се движат околу 30 степен, со исклучок на првите 2 дена од следната седмица, кога живата ќе се искачи до 35 степени. Едната недела во среда и четврток ќе има мало освежување со дождови од локален карактер. До крајот на летото, односно во следниот месец, не се очекуваат некои нагли промени. Температурите ќе бидат пријатни, а доколку има врнежи, тие ќе бидат во попладневните часови. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и температура до 35 степен. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.